секогаш ме фасцинирале исто самите игри баш од тој аспект како се направени, кои луѓе ги правеле, какво знаење треба да имаат тие луѓе и така натаму. Значи желбата да играм игри, желбата да создадам некаква загадка, секогаш е важна приказната. Вие може да имате еден куп загадки, меѓутоа ако не знаете да ги споите во некаква приказна, тоа нема да биде комплетен продукт. The Strange Story of Brian Fisher игра, тоа се повеќе приказна која што е составена од 3 дела. И врз основа на таа платформа ќе градиме решенија. Иако сите мислиме дека IT е нешто што го врти светот, меѓутоа не е баш тоа. Има премногу квалитетен кадар кај нас. Играта многу беше прифатена во однос на приказната, во однос на колку се добро смислени пазлите и така натака, и комплетно играта сакав да биде направена во Македонија. Од македонски луѓе. Авиобилет за европска дестинација ќе добие еден од вас, а се што треба да направите е да ги пишете во коментар омилените говорници и европската дестинација која сакате да ја посетите. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и like. Здраво, Ристо, што го врти светот? Лидерство. Добро, интересен одговор. До сега, знаеш дека сме го немале. Повеќе беа љубов и пари како опции, ама лидерство е добра комбинација од двете, предпоставувам. Сега, ќе ти поставам кратки прашања, одговори ми брзо. Дигитализација на процеси или креирање на игри? Мислам дека и двете работи, бидејќи ми ствара стварно добар баланс. Добро. Сингл или мултиплеер? Сингл плеер. Добро. И мистерија или стратегија? Дефинитивно мистерија. Креираш македонска игра, веќе се повеќе се развива, да кажеме, таа гейминг индустрија кај нас, па почнавме и собствени продукти да пласираме на некои светски пазари, но оваа игра има на Xbox, на Sony PlayStation. И така натаму, како стигна до целава оваа приказна? Како се одлучи да креираш игри? Геймер си? Од каде? Поттикот. Многу интересно, што не сум геймер. Значи, сепак се одлучив да дојдам до позиција каде што ќе правам игри. Сега тоа е малку еден склоп на малку случајности, малку од секојдневието. Зошто? Бидејќи потекнувам од семејство кое што не беше толку финансиски моќно. Ајде да кажам сиромашно, кое што во тоа време немав прилика, нели, да имам било каква конзола за играње или направа, компјутер, Тетрис или било што. Меѓутоа желбата секогаш била тука. Како и секој дете, мислам дека нема дете кое што не би помислило дека сака да игра игрици. Така и јас. Од една страна, како се развиваше животот мој, нели, стигнав до позиција каде што можам да ги имам сите тие благодети, ајде да кажам. Меѓутоа во тој момент нема време за да играм игрици. Од трета страна, стварно обожавав секогаш пазли, загадки, логички предизвици, проблем солвинг предизвици. Некакви мистерии. Да, баш така, некакви мистерии. Меѓутоа не повеќе, ајде, да, и ќе ги решавам, меѓутоа многу ми беше интересно како се тие создадени, кој ги создал, како дошле до тоа да ги создадат, како стварно има некои загадки кои што се фасцинираат едноставно со како се они креирани, и одсекогаш ме интересирало тој дел. Значи желбата да играм игри, желбата да создадам некаква загадка, и од последна страна можеби секогаш ме фасцинирале исто самите игри баш од тој аспект како се направени, кои луѓе ги правеле, какво знаење треба да имаат тие луѓе и така натака. И кога сето тоа се спои, кога веќе имав можност да создадам нешто, сакав тоа да биде нешто креативно. Да станеш од тие луѓе баш што ги така, создаваат. од тоа што ги создаваат игрите, или загадките, или било што, нешто што некој создава, нешто што има вредност и така.
исто имав некоја приказна во главата, бидејќи мора секогаш е важна приказната, вие може да имате еден куп загадки, меѓутоа ако не знаете да ги споите во некаква приказна, тоа нема да биде комплетен продукт. Да, иде малку околу тоа. Јас, кога се сретнавме прв пат, видов ја имавте направено реалистична escape room, баш како во играта на еден настан и ми изгледаше тоа интересно. Може ли малку повеќе околу тоа што е играта, како се вика, за тие што може би не слушаат, па сакаат да пробаат да видат како тоа изгледа? Да. И дали може да се игра на македонски исто? Да, сега ќе ви објаснам се, бидејќи ајде ќе почнам со името. The Strange Story of Bran Fisher. Значи тоа е игра, тоа е се повеќе приказна која што е составена од 3 дела. И првиот дел од самата игра беше изваден 2020 година. Во најакото. Да, 2020 година и направи каков таков успех кој што ни даде доволно нели крила да продолжиме уште понатаму. И зошто? Бидејќи со првиот дел аплицирав на познатите Xbox и Sony PlayStation. И после еден одреден процес на одобрување, ревју и така натака, играта беше прифатена од двете, од двата гиганти во однос на геймингот. Така да тоа ми даде уште повеќе нели сила за да продолжам да ја создавам таа игра. И така од 2021 веќе почнав да го изработувам вториот дел, кој што неодамна на 8 ноември 2024 излезе и вториот дел, кој што во првите 5 до 10 дена беше во првите 60 најпродавани игри на Xbox платформата. Супер. Особено што се работи за мистерија, не е нешто кое што најмногу се игра. Сега да, значи таа е мистерија, логичка игра, која што бара премногу логика и она што ги викаме ние problem solving skills за да успеете да ја завршите. Тоа е тип на некој escape room, каде што вие сте затворен во една огромна куќа и треба да наоѓате различни предмети, знаци, да ги спојувате тие предмети, знаци, да решавате загадки, додека не излезете од таа куќа каде што сте затворени. Поврзани се првиот и вториот дел, мора да сме го играле на пример првиот дел на играта за да го играме вториот или како геймплей се посебно, значи може да се купи првиот, може да се купи вториот, меѓутоа како приказна се поврзани бидејќи првиот дел завршува онаму каде што почнува вториот дел. И са вториот дел завршува каде што ќе почне и третиот дел. Ако сакате да знаете целосната приказна, да. Ако сакате да имате целосната приказна, да, подобро е да почнете од првиот, за да ако сте оние кои што имаат страст за приказната, значи ако сакате да знаете приказната, тогаш подобро да играте првиот дел. Меѓутоа може и да се играти и засебно. Исто спомнавте дека имавме се случува некогаш, извини, морам ова да прашам, да го купат, не знам сега вториот дел, па да се вратат да го докупат корисниците првиот за да видат што било. Бидејќи првиот дел имаше каква таква публика и од 2020 до ден денес се уште има продажби кои што се, не знам, да речеме, 50 продажби во текот на месецот, кој што е стварно добра бројка, зборувам за првиот дел. Меѓутоа, кога излезе вториот дел, и кога се крена тој пик што го викаме на продажби, многу од тие луѓе ја немаа веќе првиот дел, меѓутоа ги купува и двата. Така да во овој момент кога го извадивме вториот дел, продажбата на првиот испадна исто како кога сме издале и првиот дел. Значи повторно се врати некако самата продажба. Сте ги навлекле, значи тоа е добро. Ќе зборуваме пак малку повеќе за играта, ама и ти кога настапи на настанот каде што те слушав, мене ми се допадна приказната која што си ја раскажа самиот за себе, како практично дете кое што растало, се родило во Македонија, во рурална средина, излегуваш од таа средина, доаѓаш, учиш на
еден од потешките и подобрите факултети кај нас и развиваш два различни бизниси. Може ли малку ти да ми ја раскажеш со своји зборови, зашто јас вака некако ја запамтив? Да, и тој настан беше, нели, имавме само 5 минути за да раскажеме некаква приказна. И сега имаш да 2 беше. сати. Да. И интересно беше во тие 5 минути требаше да се издвоја најбитните работи и да се презентира на тој начин што баш ми се допадна што имало ефект тоа, се надевам и кај други. Значи да, приказната почнува дека да, јас сум роден во едно село во Охридско. И нели како уште во тоа време имаше големи разлики, нели, помеѓу село, град и така натака. И нели, вие сте дете, срекно дете и мислите дека цел свет така живее како што живеете вие. И потекнувам од сиромашно семејство кое што немало нели толку многу финансиски средства. Така да меѓутоа кога станувам веќе нели 9-10 годишна возраст, веќе сваќате како функционира светот и дека она што вие го живеете дека не живеат така сите луѓе. И ви се пробудува некоја желба дека вие треба да промените нешто во себе. Прво да промените, да помогнете на вашето семејство, да излезе од таа ситуација која што била моментално. Меѓутоа и од друга страна размислувате дека еден ден вие ќе имате семејство и дека не сакате вашите деца и поколенија и така натака да го поминуваат она што сме го поминувале ние. И од тука се буди една визија и си створив некаква визија како сакам јас мојот живот да биде во иднина, така што ќе помогнам и на моето семејство, а ќе си помогнам и себе си во иднина на моето идно семејство кое што ќе го имам. И како дете си поставив некакви цели. Значи некои цели кои што беа буквално мерливи цели и што беа лесно да ги достигнеш целите. И првичните беа некои многу малечки цели. Значи, не знам, да завршам основно оделение со одличен успех. И секојаш фокусот ми беше таму да го завршам со одличен успех. Потоа, нели, доаѓа средно образование. Интересно е што значи таму каде што живеевме е 15 км далечено од Охрид. И тоа е првиот град? Да, првиот град, да. Па и не е така близко. Селото е Мешеишта, ќе го спомнам, кое што на автопат. Буквално е на автопат, да. Меѓутоа 15 километри јас требаше да патувам секој ден со автобус, меѓутоа и тоа беше едно од невозможни мисии, бидејќи и за тоа требаат пари, нели, треба да одиш во еден правец, па потоа повторно да се вратиш назад и така натака. Се пресели уште во средна во Охрид? Само додека е таа работна недела. Од понеделник до петок, потоа повторно се враќав за викенд дома. И тука морав да повлечам некоја нога, нели, да речам дека да, јас ќе морам да пробам да одам на факултет. И тука размислував многу на кој факултет и тогаш IT многу малку беше развиено. Меѓутоа беше многу просперитетно. Не постоеше финки, туку да, беше на ПМФ? На природно-математички факултет имаше одсек за информатика. Да. И интересно е што таму во тоа време, сега не знам како е стварно, меѓутоа во тоа време прима 90 луѓе во државна квота, што значеше дека не плаќате значи за школувањето. И една од целите кои што си ги поставив, нели, беше дека јас морам да влезам во тие 90 луѓе. А тоа значи од сите пријавени. Од сите пријавени, да, баш така. Треба да влезам во тие 90 за да успеам во мојата мисија дека јас треба да одам на факултет. За среќа влегов во тие 90 луѓе. И нели се преселувам тука во Скопје и почнувам да живеам во студентски дом.
Во тоа време живее во студентски дом Гоце Делчев. Какви беа условите тогаш? Зашто знам дека после нешто се реновираше, ама не сум Тоа сигурна. беше пред реновирањето, да. Така да, во тие услови живеев. Кои што ја пред реновирањето. Меѓутоа, знаете, кога имате некаква визија и сакате да успеете, мислам дека ништо не ви смета, иако сме се туширали со ладна вода, со отворени, со скршени прозори и така натака. Јас секогаш викам дека доколку не би живеел тој период во студентскиот дом, може би не би било ова, бидејќи тоа ве прави стварно имате огромна поддршка. Тоа е како мала заедница, има многу луѓе, многу студенти, и сите тие негативности, да речем, што ги наоѓате таму, ги занемарувате, бидејќи другото ви е поважно и имате огромна поддршка од сите кои што се таму. Дојде период каде што повторно поради финансиски причини ќе морам веќе да почнам да работам. Другата опција беше дека треба да го прекинам факултетот. На мене ми се случи исто и мислам дека е добро да студира човек и да работи, зашто нашите факултети не те подготвуваат за работа. Ако не работиш, нема да знаеш како тоа изгледа. Дефинитивно. Така да тоа се случи и меѓутоа нели можете да работите било што и тука немав никаков проблем. Меѓутоа кога веќе требаше да работам и веќе бев нели трета година, скоро уште една година при крај при студии, сакав тоа да биде во мојата струка. Значи, ако веќе треба да потрошам уште една година додека завршам факултет, барем тој период да биде и некакво искуство кое што ќе ме однесе некаде малку понапред. Отколку што би работил некои други работи. Што ти беше првата IT работа? Првата IT работа ми беше во една холандска компанија и повторно поврзано со игрите. Значи она е многу позната под името Юда Games. Ние правевме малечки флеш игрици. Порано беше флеш, да речем технологијата која што се користеше за онлайн игрици. И ние... чекај, после ми кажа фриленс дека исто си работи. Да, ќе ви објаснам и тоа. Ќе дојдеме и до тој дел. Меѓутоа, првата работа е токму тоа. Се одлучив да сменам работа и се вработив во една македонска компанија која што стварно многу успешна. И таму мислам дека го добив едно од подобрите искуства, бидејќи таа компанија ме прати, иако и во холандската компанија имавме многу патувања во Холандија, работевме на различни проекти, на крупни проекти, ме пратија во Англија да работам на еден продукт кој што беше денешното, не знам, Siri што е на iPhone, значи конверзија на говор во текст. И како техникал бизнес аналист ме пратија на тој проект. Иако во тоа време стварно беше како некој да ме фрлил во оган, бидејќи го немав тоа искуство, нели, и така. Ама мора еднаш и во оган. Меѓутоа мора тоа да се случи. И токму тоа се случи добри 2 години од прилика, така беше нешто. Живеев 3 недели во Англија и недела во Македонија. 3 недели во Англија и цело време. И мислам дека тој проект, тоа е сето тоа искуство, значи разговор со тамошните стейкхолдери, со разговор со менаџерите, со самиот процес на работа, самото живење на друго место и секојдневие, мислам дека ми дадоа многу добро искуство и спознавање што е вистински, да речам, IT и како треба јас да се насочам. И зошто од тоа одлучи дека треба да одиш на фриленс? Зошто пак се двете добри позиции, добри компании. Баш така. Работиш во странство, значи имаш можности да патуваш. Зошто одлучи дека ќе бидеш фриленс? Сакаше малку дома да си? Не. Значи, во мојата визија, што кажав како мало дете што си ја направив, е дека за да успеам ќе треба да се осамостојам. Значи едно е кога работите за некој, а друго е кога работите за себе.
Не сакав да отстапам од таа визија. И меѓутоа најкраткиот пат за да работам за себе тоа е почетокот нормално како фриленс. Се случува промената да од таа македонска компанија да почнам да работам фриленс. На некоја платформа, претпоставувам, Upwork нешто или не? Не, значи тоа е една стварно интересна приказна како дојдов до тие први клиенти во фриленсерот, да кажеме, кои што моментално ми се партнери. Да, значи тоа е многу интересна приказна. Случајно доаѓам од Англија и одам во Охрид и му се јавувам на мој другар да се видам, кој што не сум се видел многу долго. И ме покани на слава и воено ќе се видиме и воено дека ќе присуствувам на неговата слава. И таму беше дојден еден негов роднина кој што во исто не сме се имале видено многу долго време и во чисто разговор каде сме стигнале, кој сме сега, што работиме и така натака, дојдовме до моментот дека работам IT. И он чисто случајно ми спомна дека има некој познаник кој што пред некое време тука во Македонија дошол некој американец за сосем друга причина, значи не за работа, кој што има IT компанија и ако сакаш ќе те спојам со познаникот и чисто видете ако испадне нешто зошто да не. И се впуштив во тоа. Се видов со другиот човек кој што за волја на вистината многу брзо воспостави контакт со луѓето во Америка. И направивме еден разговор заедно со тие американци. И те поканија да работиш за нив? Сега интересното што јас бев одбиен тогаш. Не. Да. Не си. Многу е интересно што во првиот разговор бев одбиен. И интересно е што фидбекот не го добив конкретен зошто сум одбиен, меѓутоа од посредникот кој што беше од Македонија ми беше кажано некои работи на кои што би требало да Кажи кои се. Зошто те одбија? Немаше конкретни причини, него повеќе беше како не си до тој степен, треба повеќе да читаш книги, треба повеќе да учиш стручна литература, треба повеќе communication skills и така натака. Значи повеќе беше некако општ одговор, општо одбивање, повеќе да кажеме. А јас сум човек кој што прифаќа критика и сака, мислам, тоа ме прави подобар во секој случај. И сето тоа го абсорбирав и јас веќе веднаш почнав да се унапредувам во она што сум заостанал, да речеме, и почнав да читам книги, почнав да стручна литература, меѓутоа како читам јас гледам дека ова го знам, ова е тоа што го знам. И поминаа веќе 4 месеци од првата средба, а за сето тоа време мојата сопруга, тоа е сегашна сопруга, тогашна девојка. Поздрав. Да. За сето тоа време ме убедуваше дека нешто не е во ред. Значи не е таа ситуација точно како што е опишана во тоа одбивање, да кажеме. И упорно ме убедуваше дека јас треба да ги контактирам директно американците, да побарам фидбек од нив, чисто за да го добиеме конкретно кој е тој фидбек, за да знам точно во што да се подобрам за војнина, доколку би нашол некои други, да успеам. Што беше реалната причина да дознаеш? И интересно беше што одбивав тоа да го направам. Од што, од страв? Не од страв, него сакав да биде, ќе ги контактирам во моментот кога ќе се спремам, кога ова кој што ми го кажа дека сум слаб, сакам да се надоградам, да сум спремен и кога сум спремен да ќе ги контактирам. Меѓутоа, мојата сопруга во еден момент рече, ако ти не ги контактираш, јас ќе ги контактирам во твое име. А јас обично сакам да ги завршувам работите сам. И тоа нели ултиматум. Баш така. Класичен женски. Или ти или ја ќе го направам. Да, баш така беше.
И во тој момент морав, значи да го направам тоа. Ги контактирав и мислам дека не помина ни 2 минути. Веднаш ми вратија во смисла, па каде си ти, ние тебе те бараме. Аха. Да. Добре. И така уствари почна таа соработка, немаше никаков проблем, не знам, до ден денес не знам зошто сум бил одбиен првиот пат. Ај ти што не знаеш. Ама и жена ти не знае, а тоа стварно не е фер, зашто и мене ме интересираше. Чекам да дознам каде. Да. Така да едноставно после тој контакт, првиот кој го направив, едноставно продолжи како да сме се знаеле веќе многу долго и веднаш почнав со работа и проекти. Одлично. Сега, после тоа, некако практично почнуваш фриленс, па правиш компанија. Моментално имаш IT компанија која што работи на поголеми проекти за дигитализација на процеси и ја имаш играта. Кратко само за IT компанијата, знам дека за многу луѓе е тоа нели нешто како досадно, меѓутоа е многу практична работа, дигитализација на процеси, работиш дел од странски држави, па дури американски институции се твои клиенти. Да. Како до таму, колку е тоа регулирано и тешко да се влезе и да се добие некој таков клиент? Тоа е продолжение на ова што го зборував сега. Значи, кога почнав јас да работам како фриленс за тие американци, тие ми беа мене практично клиенти. Интересно беше што на почеток целиот тој процес се одвиваше во однос на платен си на сат. Значи колку ќе сработиш, толку ќе ти биде платено. Меѓутоа, за да ја остварам мојата визија која што од дете си ја имав поставено, мене ми треба нешто долгорочно. Значи не ми треба нешто што ќе биде платено на час и тоа може некогаш да згасне, ајде да кажеме. И имаше уште веднаш првиот проект на кој што работев, кој што ми го пратија како фриленс, беше на PayPal. И потоа стигна на Xerox, тоа е Xerox, ние го знаеме. Тоа беше некој проект за полицијата во Северна Каролина. Северна Каролина. И цело време во тоа време бев платен на час. Меѓутоа мене беше многу важно да најдам сигурност таму. И ми беше дадена една задача за едниот проект, требаше да најдам екстерен систем кој што ќе ги задоволи, мислам дека бе од прилика 15 барања. Таа ми беше задача која што беше премногу важна за моите клиенти во тој момент. И знаев дека тука не треба да потфрлам, морам таа задача морам да ја завршам како знаем и умеам, буквално. Да. Интересно е што јас почнав да барам такви екстерни системи кои што ќе го задоволат тоа барање за да се конектира нивниот систем. И најдов отприлика 10, да кажеме, од кои само 5 задоволува делимично од овие 15 барања. Никој не ги задоволува комплетно сите барања. Чи бараа нешто што не постои? Во тој момент да. Значи, што не постои. Што не си што е можел изводливо, да го најдеш, не можеш да го најдеш, ама е изводливо. Интересно е што мојот пристап беше многу различен од тоа што го правев, бидејќи имав искуство нели со странство. Јас направив директен контакт со компаниите кои што ги нудеа тие софтвери. Тие беа, значи, од 10 издвоив 5 да? И почнав да ги контактирам тие 5. И на крај, после таа евалуација и моја првична и заедно со тие интервјуа со тие компании, на крај дојдов до една статистика дека од овие 5 компании само една задоволува 14 барања и едно барање не го задоволуваат. А овие другите веќе не знам 12, 11 барања. Меѓутоа само една компанија задоволуваше 14 барања. Меѓутоа мене ми треба 15 барања. Добро. И повторно ја контактирав таа компанија. И им кажав дека многу ми е важно и тоа барање да го поддржат.
И од нив ми беше кажано дека тоа барање ќе го имаат и ми е во нивниот roadmap, меѓутоа ќе го имаат од сега, од моментот кога јас го барав за една година. Меѓутоа мене ми требаше за 6 дена. И тука се најдов некаков ќорсокак, хајде да кажеме, кој што некако морав да најдам решение. И во тој момент побарав од таа компанија, бидејќи јас го немав source кодот од нивниот софтвер. Добре. И побарав од таа компанија да ми дозволи, за да не ме тужат после тоа, да ми дозволи да им го хакирам јас системот и да пробам да го имплементирам тоа решение јас, самостојно. Во следните 6 дена. Во следните 6 дена. Да. И тие исто, нели, се мислат дека е невозможно и ми пратија документ, тоа беше некаде, не знам, вторник, среда да речеме, и ми пратија документ кој што дозволуваат јас да можам да си играм со нивниот софтвер до недела 11:59 навечер. Да. И тоа беа моите 5 минути што јас морав нешто да направам тука. И нели, сенувате во тие 5-6 дена, не јадете, не пиете, не спиете, работите мако трпно. Успеав веќе во недела да го имам решението имплементирано внатре во нивниот софтвер. Бидејќи претходно јас морав да научам како работи нивниот софтвер, за да можам да го имплементирам тоа, како комуницира. Ама за 6 дена успеа. И за 6 дена успеав да го имплементирам. Да. И преживеа без јадење, пиење и Без проблем, да. Да. Само на мотивација. Што сум тука, значи сум преживеал. Тоа е еднакво изненадување колку ова другото. Баш така. Добро, и следно како продолжува приказната? Се понудува ова веднаш компанијата, значи компанијата од кој што беше софтверот, ги контактирав и им кажав дека јас веќе го направив, значи вашето решение. Се она што ми треба е ова решение сега вие да го ставите во вашиот систем и така јас да им го давам на моите клиенти. И они веднаш, значи буквално веднаш, за нецели 5 минути ме контактира и уз тој разговор ми понудија да го откупат тоа решение, бидејќи за нив тоа значеше дека ќе го дадат на многу клиенти, значи не само на еден клиент. И тоа тие го има за една година дека ќе треба да им е готово, а вака го има веќе во тој момент. И ми понудија сума која што во тој момент, бидејќи не бев толку финансиски ситуиран, за мене тоа значеше, не знам, 3 куќи, 2 базени, 6 автомобили и така натака. И нели си мечтаете за тоа, меѓутоа се свестувате после 5 секунди. И она што и за нив беше зачудувачко беше што јас ги одбив. Значи ги одбив да му дадам решението. Ја одби сумата што ќе ти ги реши овие проблеми во животот. Да, баш така, ја одбив сумата комплетно. Одбив се што нудеа. Меѓутоа им кажав дека вие ќе го добиете ова решение, меѓутоа ќе го добиете од моите клиенти. Да, и така јас се вратив кај моите клиенти, што сега ми се партнери, се вратив кај моите клиенти и им кажав дека јас го создадов тоа решение и сега го имаме сите 15 барања ги имаме во тој софтвер и дека еве го решението, вие слободно може да го дадете на другата компанија каде што е изворниот код, ајде да кажеме. Меѓутоа јас од вас барам долгорочност и барам договор кој што ќе биде на долг рок, нема да биде на час, ќе биде некаков договор кој што барем наредниве 5 години можеби ќе бидам мирен и ќе можам да соработувам со вас. И тоа се случи. Да. Така добив долгорочна соработка со тие клиенти. Они меѓу себе можеби си до ден денес не знам дали која сума и што направиле, меѓутоа знам дека после тоа имавме доживотна лиценца за тој софтвер и интересно е што и до ден денес кога таа другата компанија има проблеми или интеграција со други системи,
Да. Веќе ме барал мене како консултант за нивниот софтвер кој што го имаат они Така ја создадено. отвараш компанијата, да сега, скратам, сега да. сте 15 Сега, луѓе. така. Значи така ја отворам компанијата бидејќи веќе добивам долгорочност со тој клиент и еден по еден, прво бевме нели еден, двајца, три, така натака, направивме една компанија која што броеше 15 луѓе. И тоа бевме до 2016 година. И во 2016 се случува она што сега сум. Во 2016 се случува тие што ми беа клиенти, многу од проектите кои што ми ги праќаат да ги работам тука, има иста или слична природа. Значи се беа има некаков процес, тој процес треба да се дигитализира, потоа после дигитализацијата треба да се автоматизира, и многу од проектите беа такви. И така да моите клиенти дојдоа до идеја зошто тоа да не го направиме како сопствен продукт, кој што нема да биде проект, него ќе биде платформа и врз основа на таа платформа ќе градиме решенија. Значи врз основа Добро, на таа и ќе ги продавате на повеќе и ќе ги продаваме на повеќе, да. И така се случи тоа партнерство да мојата компанија почнува да соработува со другата компанија. И со тоа и директно со веројатно институциите Да. со кои што работите. И целиот договор кој што падна после тоа е дека кај нас во Македонија ќе се изработува комплетно софтверот и тука моментално сме 30, помеѓу 30 и 35 луѓе сме секогаш. Аха, јас по 15. Тоа беше 2016 која направивме таа Добро. транзиција за да станеме партнери, ја кажеме во тоа што го правиме. Моментално сме помеѓу 30-35 луѓе и тоа е доволен број за изработка на бидејќи ние сме фокусирани на платформата тука во Македонија. Истиот тим ја работи игрицата, сега ќе те прифрлам Не, малку на игрицата. не. Тоа е комплетно друг тим. Комплетно Колку е друг тешко, ајде за IT, знаеме дека има квалитет веќе, се повеќе, нормално да тоа се скапи кадри, меѓутоа и производот е скап. Колку имаме кадар за игрици произведување, посебно вакви игрици каде што треба сценарио да се напише, треба да има загадки, треба веројатно да се работи позадински доста многу визуелниот изглед како да изгледа. Дали има доволно квалитетен кадар, затоа што јас прочитав во едно интервју, велиш треба да носи Made in Macedоnia знаменца игрицата, Да. зашто голем дел Баш претпоставам од тимот е од тука. Каде ги најде луѓето после за игриците? Веројатно искуството во менаџирање ти помогнало, но како се најде тимот? Да. Зачудувачки е што иако мислиме дека гейминг, тоест развојот на игри во Македонија е мала гранка, меѓутоа има многу луѓе што се занимаваат со развој на игри. Има многу индивидуалци кои што се занимаваат со развој на сопствени игри. Има многу индивидуалци кои што работат за многу познати странски компании кои што се од развој на игри. И има многу, можеби не се многу, ајде на прсти се бројат, меѓутоа за Македонија како што е таква држава, тоа е можеби и добар број. И има компании кои што се занимаваат со производство на игри. И Да, замислите- неколку и сме ги слушале, Да, често и да. награди Баш добиваат така, или имаат топ игрица во некоја баш така. категорија. Значи, јас не сум нити првиот, нити последниот ќе бидам Да. во ова. И интересно е што иако сите мислиме дека IT е нешто што го врти светот, меѓутоа не е баш тоа. Замислете развојот на игри. Буџетски во целиот свет е поголем, многу поголем, заедно од филмската индустрија и од музичката индустрија. Значи, кога ќе ги споите вие и Холивуд, и сите тие филмски блокбастери, истото кога ги споите сите музички, најпознати музички имиња, замислете дека тоа е многу повеќе е во развојот на игри. Значи не важи на there is no business like show business. Да. Гейминг е Баш така. Значи геймингот е на врвот, буквално Пак и тоа е шоу, ама. на врвот. Сега, она што уште кога почнав со самата идеја дека сакам да создадам нешто, бидејќи тоа беше една од причините
сакам да почнам нешто од креативните индустрии. Да. И нели најблиску е гейминг. Зошто? Да. Бидејќи има програмирање, има нели визуализација, има ајде да кажам голем дел ми беа познати работите. Програмерите сакаат да геймат. Баш така. Сега да го одговорам конкретно прашањето дали има кадар, има премногу кадар и има премногу квалитетен кадар кај нас. Зачудувачки е што кога правите една игра, вас ви треба буквално многу индустрии. Да. Музичка индустрија. Наратив, значи ви треба некој кој што знае да пишува, сценаристи. Писател. Ви треба сценограф, бидејќи вие она што гледате во нашата игра, тоа е сцена некоја празна, која што потоа ние ја полниме таа сцена баш едно по едно, маса, столче, се изработува столчето, значи буквално како вистинска сцена, како во тука студио треба да го наполните. Буквално ви треба сценограф, ви треба режисер, ви треба програмери, ви требаат луѓе кои што работат на визуелниот дел, визуелни ефекти, не само 3D модели, меѓутоа и светло, сенка, така да веројатно и актери за актери, глума, значи се извинувам. Буквално ви требаат се што може да замислите од индустриите кои што ги имате. Се што седи зад компјутер или не. Баш така. А е креативно, може да се искористи. Првиот дел од играта беше по аматерска, да кажеме, и го правеа двајца дечки кои што си работеа на нивни игрици. И горе-доле си ја завршија работата за која што тие работеа. Нормално, и тоа и мене ми беше прва игра, така да секогаш првата игра е како не треба да правите игра. Нели? Као првата палачинка. Баш така. Мора да се направи. Баш така. Од тука добивате премногу искуство, меѓутоа играта многу беше прифатена во однос на приказната, во однос на колку се добро смислени пазлите и така натака, и повеќе тука да речам доби играта во подем, и веќе вториот дел од играта сакав да биде нешто попрофесионално. Значи и секојаш таков сум кога треба следен чекор да земам, тоа мора да биде нешто подобро од она првото. Добро, така и тоа е правилно инаку. Баш така. И вториот дел сакав стварно да биде играта многу блиска до светските познати игри. Зборувам од креирање дел, од креативниот дел. И тогаш што е со симнувањето на играта? Значи, вториот дел е подобар, вложено е многу различни индустрии се внесени, меѓутоа нели кога зборувавме ми кажа 8 пати повеќе пиратски се користела, и тоа само на почетокот. Муабетот беше додека броевме 8 пати повеќе, се симнувала пиратски играта отколку да се купи. Како да се реши тоа? Дали можеби ова е конкретно игра која што се игра со еден човек или е сингл плеер, затоа и прашав. На старт, дали можеби ако се повеќе играчи или се игра онлайн, тогаш веќе не може онака пиратски да се симнува. Дали таа е некоја насока или пак не ви менува дали пиратски ќе Нема решение. За жал, се симнува многу пиратски. Тоа го гледаме плюс и од видеата на кои што ги вадат на YouTube. Нели геймплей, некој ќе ја игра и ги вадат. Бидејќи имаме многу промени кои што нели додатни пазли кои што се ставени од кога прв пат сме ја извадили играта, и сите видеа кои што ги гледаме сега на интернет ги немаат тие додатни елементи во самата игра, а тоа кажува дека они ја спуштиле пиратската верзија која што излезе после 2 минути од издавањето на играта. Дури и тие што се јутјубери што
Да кажеме, би требало да дадат некој рейтинг на играта или Мислам дека коментар. сите ја спуштаат пиратски. Да. Така да тука немаме некој механизам кој што ќе се заштитиме, меѓутоа единственото што ни дава надеж е овие баш конзолите Xbox и PlayStation. Таму е многу потешко вие да најдете пиратска верзија. Не е невозможно, меѓутоа е потешко од овој другиот дел. Така да и повеќе сме фокусирани на тие две конзоли отколку за PC, за компјутер, бидејќи после 2 минути имате вие пиратска верзија и нема тука што да правите. Нема што да се прави. Меѓутоа е добро тоа. Во еден ние не го гледаме негативно, баш напротив, тоа е некаков маркетинг за нас, бидејќи ние сме се уште сега во зачеток на таа индустрија, се уште сме млади во тоа и мислам дека што повеќе луѓе ја видат играта, тоа е подобро и сад целта повеќе ние да им се допадне играта отколку дали ќе се купи играта или нема да се купи. А исплатливо е дури со ваков пристап да се прават игри? Исплатливо. Или сега сте повеќе во фаза каде што инвестирате? Сега сме во фаза на инвестирање повеќе, да. Интересно ми беше и дека секој пат кога ќе се вклучам, нова игра, нови загадки, нова комбинација на бројки добро. Тоа е супер. Тоа е една иновација која што сакавме да ја представиме пред светот. Направивме комплетна рандомизација на сите бројки, букви, ротации од пазлите и така натака. Дури во првиот дел имаме и рандомизација и на предметите кои што ги барате. Значи, сега може за вас да е во оваа фиока, за мене да е во некоја друга или на друго место, истиот предмет. Супер. И меѓутоа, знаете, тоа е нож со две острици и има поделени мислења, бидејќи има многу играчи кои што тоа го сметаат дека ретко кој ги чита description кога пред да купат игра и така натака, а таму пишува дека има рандомизација, меѓутоа ретко кој тоа ги чита и многу луѓе мислат дека тоа се некои багови кои што се во играта. Као, видов на интернет дека на оваа маса има клуч, а сега кај мене го нема тој клуч кај мене во мојот сетап, значи има некој баг. Така да се боревме малку со тој фидбек, меѓутоа полека веќе во вториот дел луѓето сватија дека имаме рандомизација која што направивме да се вклучува или да се исклучува од settings, така да оние кои што не сакаат да имат рандомизација можат слободно да ја исклучат. И сега извинете, ќе морам да се навратам на кадарот кој што го спомнавте дали има во Македонија и тоа морам да го спомнам. Визуелниот ефект го работеа, значи прво комплетно играта сакав да биде направена во Македонија од македонски луѓе и затоа сакам да биде сонцето дека Made in Macedоnia е направено тука. Буквално од програмирање, сценографија, режисер, визуализација, актерство и тие дури на англиски што зборуваат луѓето, бидејќи има и англиски превод и voiceover. Сакав и они да има некаква врска со Македонија. Така да возрастниот Брајан, бидејќи има патување низ времето, самата игра е малку science fiction, возрастниот Брајан Фишер, англискиот го позајмува глас кој што е роден човек во Америка, меѓутоа има македонско потекло. Диаспора малку да врати. Баш така и обратно. Детскиот глас за Брајан го позајмува Лука Бутемберг, кој што е од американско семејство кој што живеа тука во Македонија. Меѓутоа тој е роден тука во Македонија и знае и англиски, меѓутоа знае и македонски. Супер. Така да сакавме дете гласот да биде нешто што ќе од тука од Македонија, така да и тоа го направивме тука. Визуелниот ефект го правеа компанијата Камај Медија, која од Битола, која што е стварно извонредна компанија, која што може да се види од самата игра, направија совршенство од визуелниот ефект. Да, видов дека партнерски дури втората некако ја прави. И значи навистина има премногу добар кадар тука во Македонија, кој што
поготово еве кадрот од Камај медија, мислам дека комотно може да се носи со било кој светски блокбастер во однос на игрите. Да, па за визуелни ефекти ние сме зимали и Оскари, така Да, што веројатно нели се мериме на некое светско ниво и супер што еве и во гейминг сегментот ни се случува истото. Сега затоа што имаме човек како тебе кој што ти си растел без компјутери, меѓутоа сега создаваш игрици. Ајде малку да зборуваме за ефектот што го имаат врз децата, затоа што имаше огромен напад врз конкретно игриците. Во вашиот случај не се работи за игра со насилство, значи тука е решавање на некои проблеми и загадки, но има многу игри кои што се, да кажеме, насилни. Од друга страна, сега се поставуваат прашања дали треба цртани со насилство да се гледаат. Тоа се работи кои што ние сме ги правеле, сме гледале цртани во кои што има насилство и така натаму. Што според тебе е проблемот? Како влијаат игрите врз децата и дали на вистина треба целата таа, да кажеме, обврска и целата таа вина да се префрли на игрите? Тука може би ќе звучам малку дека го бранам, да речеме, развојот на игри или самите игрици. Ако? Unpopular opinions. Да, меѓутоа баш тоа е моje мислење. Ајде ќе почнам со тоа што не го гледам јас проблемот секогаш во едно нешто. Значи, во случајов игриците, не мислам дека тие се главен иницијатор за насилство, доколку вие играте насилни игри, вие ќе станете насилник. Не. Јас познавам и другари, и пријатели кои што играат игрици со пукање, со зомби и така натака, меѓутоа тие не излегле на улица и да изиграваат зомби и да прават насилство, туку напротив се многу успешни луѓе. Така да мислам дека проблемот е сосем на друго место и јас би го ставил во неколку сегменти. Прво е нормално домашното воспитување. Мислам дека се почнува од тука. Нормално не е тоа 100%, меѓутоа се почнува од воспитувањето во смисла, мислам дека децата треба да се научат да разликуваат добро лошо, да разликуваат што е реално, што не е реално. Дури и во филмовите кога гледаме зомби, да речеме, они да имаат да разликуваат дека тоа е само некаква маска, а не е вистинско суштество кое што некаде постои. И дури филмовите, не знам, кои што имаат и убиства и така натака, мислам дека многу е важно да се научи детето да прави разлика дека тоа е глума, дека тоа не е нешто што се случило вистинско во вистински настан. Потоа втор сегмент е она што го викам јас улично воспитување. Тоа е многу исто важно. Како вие ќе се снајдете во тоа улично воспитување и како ќе се носите со тој развој, со различни ситуации кои што ќе ви се случуваат, бидејќи кога ќе ви излезете веќе на улица, она што дома сте го научиле е веќе тие правила горе-доле и да не важат, и вие ќе мора врз основа на тие правила кои што дома сте ги научиле, ќе мора вие да се снајдете во тој хаос. Да. Значи да не се седи само на игрици во соба. Трета работа која што тука ја гледам е самиот образовен систем. Значи веќе вие едно е дома, друго е улица, меѓутоа и голем дел потоа вие трошите во образовниот систем. Вие сте многу скоро цел ден во школа. И сите овие три сегменти треба некако да соработуваат и да има некаква колаборација во системски сето тоа да се вклучи во системот, значи не да биде само како посебни единки. И тие заедно да пробаат кога ги градат индивидуите на луѓето да изградат силни личности кои што стварно ќе разликуваат, како што кажав, добро, лошо, вистина, невистина, реалност и нереалност. Па каде потфрламе? Зашто еве ти велиш не се игриците или не се само тие, дали
родителската грижа недостасува или системската грижа заедно некој ги предава децата, затоа што однесувањата сега во моментов не дека порано ги немало, меѓутоа барем тука во нашиве држави не сме слушале за такви појави. Мислам дека не сум многу компетентен не. Апсолутно не си. Ова како родител чисто. Да навлезам во меѓутоа и јас моите деца колку што можам пробувам да ги научам баш на тоа да разликуваат, значи да разликуваат што е добро, што е лошо, дури и кога сега сме во ера на дигитализација. Порано кога сме биле ние сме го немале тоа и информациите многу потешко стигнувале до нас кога се случувале било какви настани во светот. Меѓутоа сега тие настани стигнуваат уште кога се случува, бидејќи кога се случува некој настан, некој во живо веќе тоа го снима и веќе го пренесува и значи дури нема ни доцнење на таа информација. Значи, некогаш дури до семејствата знаат да стигнат страшни информации пред соодветно да бидат известени. Се служувам за тоа. Имаше и уште една добра поента, ќе те потсатам, каде што ти рече клучно е детето да не е затворено цело време во соба само на играта, значи да биде тоа дел од целото, затоа што нели ако го затвориш детето во соба да седи цел ден и да нема игрица, ќе влијае тоа негативно на менталното здравје. Тоа е теорија на празна соба, така си ја викам. Значи вие испразнете соба една комплетно да нема ништо и оставете го едно дете таму да живее. Тоа дете нема да биде дете како што сакаме да биде. Секако ќе има некакви негативни последици тоа затварање на дете, доколку не му го даједете правилното воспитување, правилниот раст и развој, во секое време да се знае во неговиот раст што треба, какви информации треба да конзумира, во кое време треба да ги конзумира тие информации. Физичка социализација, веројатно тоа е. Баш така. И тоа мислам дека повеќе социализацијата е стварно еден клуч кој што за жал и кај нас веќе умира таа социализација, не знам зошто, порано било многу поинаку, меѓутоа во денешно време и тоа кај нас умира. Меѓутоа мислам дека тоа е клучна за децата, прво да се сретнат со тие различности во вистинскиот свет, да комуницираат, да се социализираат, да не се мразат меѓу себе, меѓутоа и да ги гледаат постапките на нивните родители или старатели, без разлика, да ги гледаат постапките на возрастните и тие да учат од тоа. Сега, бидејќи се децата затворени и нон-стоп се на социјалните мрежи, тие што е правилно, што не е правилно, тие го добиваат од социјалната мрежа. Значи не го добиваат од родителот или не го добиваат од вистинското обкружување, повеќе лајкови не се секогаш правилна работа се направи. Лајкови на се добиваат. Така да мислам дека тоа е поголем проблем и дури има истражувања дали од светски релевантни институции кои што правеле истражувања дали на вистина игриците влијаеле негативно врз децата и дали поттикнувале насилство или не. До сега ниту една институција нема докажано дека игриците прават директно влијание да има насилство. Дури има една студија која што мислам дека ја спомнавме и во некој разговор, каде што студијата вика дури се намалила стапката на криминал, кога почнале луѓето во некое место да купуваат повеќе конзоли кај што играат игрици. Дури се намалила... Затоа што можеби таа потреба за насилство се насочила на друго место. Можеби да го нашле тоа што сакаат да го прават во живо, го нашле да го прават во тоа, можеби бидејќи ги прибрале од улиците, ги прибрале луѓето внатре и дури се намалила стапката на криминал. Така да ја најдеме оваа студија. Така да мислам дека многу е подлабок проблемот и не треба секогаш да ги врзуваме игриците со насилство. Ние сме сведоци дека и јас и вие најверојатно
како мали сме гледале еден цртан кој што за мене лично е најнасилниот цртан, има најмногу насилство. Да погодувам кој е? Ајде. Том и Џери. Том и Џери, да. Да, сите. Да. Значи во тој цртан филм вие имате можеби не го гледате така, Да. меѓутоа еве после овој разговор луѓето кои што ќе го видат Том и Џери цртано нека внимаваат да видат дека има најмногу насилство. Да, Таму има тепање, газење, газење, врати. има пушки, има пиштоли, пукаат, летаат глави, сплескуваат лица и така натака. Така да, меѓутоа не можам да кажеме дека тој цртан предизвикува насилство. Значи, ние кога го сме огледале тој цртан, нашите родители, барем мене, ни укажале дека тоа е глума, дека тоа е некој го нацртал на хартија, дека тоа е Да. слика, дека не е вистина и така натака. И мислам дека подлабоко е проблемот и треба на друго место да го бараме проблемот за насилството. Така, драго ми е што ги спомна на крај твоите родители, зашто сакав нешто во врска со нив да те прашам. Прво, стварно мислам дека на детето не треба да му дадете само пари, некогаш може да и лошо да влие премногу давање финанси на детето без тоа ништо да направи. Така што очигледно во твојот случај и во многу други случаи родителите од помали средини им даваат на децата добри вредности, желба за да успеат, што е многу потребно понатаму во животот. Како реагираат на сите твои успеси следни и слично? Сега и ти си родител, веројатно јасно ти е која гордост ја чувствувале, меѓутоа како реагираа кога им кажа почнувам компанија, ќе работам за странски пазари, ќе имам 30 вработени и така натаму. Која беше нивната реакција на сето тоа? За жал татко ми е починат. Меѓутоа имаше мал дел кај што го виде тој, да речам, тој успех, бидејќи ова ја што го почнав беше 2012 некаде година. Најголем дел од ова што сум јас е поради нив. Значи, бидејќи тие така ме воспитале, да бидам силен, да бидам нели да правиш добри работи, ако треба лошо да направиш подобро, не прави, ќе преживееш и без тоа. И така натака, така да дури и моето доаѓање тука во Скопје, за жал, моите не можеа да дојдат со мене и да дојдат тука во Скопје за да ме донесат за да почнам јас со студии. За нив тоа беше како да одите во Париз, значи некој непознато место. И единствено што ме направиле таков карактер да слободно можеле ме однеле само до автобуска. Ова е автобусот, влегувам внатре сам и сам се снаоѓам потоа во Скопје. Тоа е поентата на родителот, не може секогаш да сме по кредит. И поради они што биле толку сигурни дека воспитале како што треба, тие беа, да речам, комотни во тоа што го правеа. И секој мој чекор кој што го правев, баш за тоа како реагира, бидејќи мојот успех е постепен, не е некој брз успех, значи еве почна 2012 да речеме. Секој мој потек кај нив беше стрес. Бидејќи нормално. Нели, не ги разбира работите, не знаеа во што се впуштам. Бидејќи јас да бидам фриленсер морам да напуштам мојата работа. Да. И сега како ќе напуштиш убава супер добро платена работа, ќе треба да напуштиш работното место, за што го напушташ? За нив фриленс тие не знаат што е тоа. Значи, едноставно секој чекор беше за нив некаков вид на стрес, меѓутоа си покажуваа гордост дека кога ќе видеа дека се е во ред, знаеа да бидам мирни, дека тоа е убаво чувство во секој случај. Некој од нивното семејство да стигне толку далеку кој што претходно било сон, ајде да кажеме. Да, сигурно се фалат пред пријатели. Најверојатно. Нашиот син вака направи, така да супер. Баш ми е драго што еве вака завршуваме, затоа што навистина улогата на родителот не се менува толку многу и во ова време дигитално, затоа што зборувавме доста за дигитализација, доста за игрици и така натаму. Убаво е да завршиме со една порака дека родителите сепак треба да создадат подобри
деца Во од секој нив и да ги пуштат да си ја бараат среќата. Фала ти многу што беше денеска со нас. Фала ти тебе многу, Јована.